Успесите што во текот на изминатата година ги постигнаа членовите на клубот за гимнастички спортови Кочани се уште една потврда дека тие заслужуваат подобри просторни услови за тренинг. Изградбата на нова сала што беше најавена за време на одржувањето на минатогодишниот гимнастички куп треба да се реализира во што пократок период, за што поддршка дојде и од Федерацијата за гимнастички спортови на Македонија. Дополнителен доказ дека гимнастичарите заслужуваат нов објект е и признанието што нивниот тренер Николче Колев на неодамнешното прогласување на најдобрите поединци и екипи во спортот ја понесе титулата најдобар тренер за 2015 година. Според него, одлуката на Федерацијата токму Кочани да ја добие гимнастичката сала е резултат на успесите и придонесот од сите кои имале допирна точка со овој спорт. Кочани е избран за град каде што ќе се гради оваа сала, тоа е резултат на долгогодишна работа. Ние оваа година прославивме 105 години, што не се за подценување, овде се поминати генерации и гимнастичари, и спортски работници, и тренери, така да нашето лоби како кочанско лоби во гимнастиката изискува да добиеме една сала која што многу ќе значи за градот, за напредокот, за квалитетот на градот, па и квантитетот. Така да доколку ова се реализира, ние ќе бидеме како клуб доста задоволни, а се надевам дека и нема да изостанат и резултатите кои што треба да ги очекуваме со нова сала и со нови услови. Изградбата на салата во Кочани е дел од донацијата што Европската гимнастичка асоциација и ја додели на Македонија. Сега се очекува позитивен одговор на предлогот што Федерацијата за гимнастички спортови на Македонија веќе го даде до владата, пошто би требало да стартува и практичната реализација на целата идеја. Во моментот, младите спортисти на клубот за гимнастички спортови Кочани своите тренинзи ги изведуваат во така наречената Соколана, објект што е изграден на крајот на 20-тите години од минатиот век. Затоа изградбата на новата сала би била повеќе од добредојдена за подобрување на условите во кои тие работат.